Судот за едни е добра мајка, за други лоша маќа. Емел Рамковска, ќерката на сопственикот на А1 телевизија, Вилија Рамковски, беше осудена на затворска казна од 6 години во случајот Пајажина. Судот дури 27 пати го продолжи притворот на Емел со образложение дека ирелевантно е тоа дека е мајка на малолетни деца. Мене ми беше одбиено барање за домашен притвор. Причината беше дека сум мајка на малолетни деца. Во тој прирачник, можда не прва, али сигурно меѓу првите точки беа мајки на малолетни деца. Мене 27 пати ми се продолжи притворот со реченица ирелевантно е дека имам малолетни деца. Ирелевантно. Од притвор се спаси поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, откако на 8 октомври 2018 година беше осудена на 6 години затворска казна, а на 28 март 2019 година апелациониот суд Скопје одлучи да и се намали затворската казна од 6 на 4 години за незаконската набавка на луксузниот Мерцедес од страна на МВР. Осудената Јанкуловска ја штити законот за извршување на санкции и таа, бидејќи има бебе под 1 година, не може да оди на отслужување на затворската казна. Но, за разлика од Емел Рамковска, апелациониот суд Скопје на 19 ноември 2019 година и одради домашен притвор на поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева, откако помина 94 дена во притвор во затворот Шутка за случајот Рекет. Од судскиот совет навеле дека одлуката за домашен притвор ја донесува, бидејќи Јанева е невработена и самохрана мајка, на која е потребна редовна медицинска терапија. Емел Рамковска на панелот жртви на режимот во организација на Цивил нагласи дека правдата кога тогаш ќе стигне, само треба трпение. Јас бев во Идризово, кога на ТВ Телма гостуваше Лаура Ковеси, СЈО Румунија, Романија, така. Кога го гледав тоа интервју и кога Лаура Ковеси кажа дека СЈО на Романија има минато од 10 години, мислам дека така нешто беше 10, 11, 12, дека има 17.000 случаи кои што ги води. Јас тогаш сватив дека ова нема да оди многу брзо. Од себе тргајки. Јас мислев дека ќе излезам од Идризово и дека ќе бидам херојот. Јас сум издржала затвор 6 години, режим сум издржала и ќе излезам и се ќе биде како што треба да биде и ништо не беше како што требаше да биде, затоа што јас кога излегов, уште истите ликови беа на политичка сцена, уште истите се тие најгласните што ги спомнуваме, сега се некакви жртви, а не разбирам каква форма на жртва. Мораме да имаме јас за себе. Зафатив став себе си за да си помогнам себе си, а мислам дека е голема реалност. Многу големо е тоа што се случи. Зло, неправда, трагедија. Но имаме два аспекта од кои што можеме да го гледаме тоа. Тоа е едниот нашиот живот мал 70, 80 ако доживееме и векови кои што се историја, капка е нашиот живот во историјата на оваа Македонија. Нашиот живот е навистина многу краток, а нас ни се чини дека ова многу долго трае. Јас лично мислам дека е нормално да трае. Не може многу брзо, не може во 2 години, не може во 3 години. А што прифаќам од ова денес? Дека треба да бидеме поактивни. Дека треба да бидеме малку почесто да се собираме, можда еве прв пат јас. Јас сум од 2016 надвор на слобода. Еве прв пат е некоја ваква платформа на која што поради тоа што татко ми говорник па присуствувам. Дефинитивно треба граѓаните да бидат поактивни. И на оние други граѓани кои што бираат да веруваат во нешто друго само поради интерес, да оправдуваат она што е лошо само затоа што тоа му е во моментот, така му чини затоа што треба да зачува некој работно место. Значи, мислам дека не е толку страшно тоа што трае уште и дека ќе трае. Мислам дека е и кај нас нешто децениско и дека е многу 2-3 години. Многу малку 2-3 години. Треба да се наоружаме со трпение и сила и да работиме малку повеќе. Цивил ја организираше панел дискусијата под наслов "Жртви на режимот, сведоштва и слики", за да не се заборава злоделата на еден режим што цела деценија ја злоупотребуваше државата, особено полицијата, судството и медиумите. Секој обид да се изрази поинакво мислење го санкционираше со апсење, тортура, монтирани судски процеси и линч во медиумите и на социјалните мрежи.